Преглед на содржините во денешниот дневник. Градското пристаниште во Охрид е претесно за големиот број пловни објекти. Граѓаните можат да пријавуваат неправилности и злоупотреби во болниците на веб страната на Министерството за здравство. Вевчани доби детски забавен парк. Пензионираните пилоти на Ертрактори ова лето ќе бидат на располагање за гаснење пожари. Екстремно високите температури ги затворија училиштата во Франција. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 32 степени. Имавме слаб североисточен и северозападен ветер. Во текот на ноќта среда кон четврток ќе провладува претежно ведро и топло време. Утре стабилно и многу топло време во јужна и југоисточна Европа. Централен и јужен дел на Франција, Пиренејскиот полуостров и Италија се зафатени од нов топлотен бран. Над северна и северозападна Европа нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Балканскиот полуостров останува под влијание на топла воздушна маса од Северна Африка. Ке преовладува претежно сончево и топло време. Локално во северните предели с големена облачност, а во североисточните со услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот ќе се движат во интервал од 33 до 39 степени. Во Македонија во четврток по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Максималните дневни температури утре ќе достигнат од 28 до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Високите температури и високата вредност на УВ индексот ќе условуваат неповолни биометеоролошки услови, особено за чувствителните групи од населението. Се препорачува да се избегнува излегување на сонце во периодот од 10 до 17 часот и да се следат препораките на лекарите за превенција од топлотни бранови. Постои ризик за топлотен стрес и зголемена опасност од пожари. Во Охрид во четврток ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во петок и сабота, тропски ден, ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 14, односно 15 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. Во недела ќе продолжи тропското сончево и многу топло време. Утринската температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 35 степени. УВ индексот ќе има висока вредност 10. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност.
АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Градското пристаниште во Охрид, кое е изградено пред Втората светска војна, е веќе претесно за охридската бродска флота. Малиот простор за пристанување и маневрирање ја загрозува безбедноста на пловилата и патниците. Бродарите сметат дека е крајно време за реконструкција и проширување на пристаништето, како и за изградба на марина за едрилици на друга локација. Пристаништата во Охрид и во Свети Наум изминатиот период се чистеа од тиња и наноси од песок, со што се зголеми просторот за пристанување и маневрирање на бродовите. Чистењето е во рамки на тековните активности на Министерството за транспорт и се реализираше преку капетанијата на пристаништа. Капетаните на бродови задоволни од проширувањето на екваторијата во пристаништата. Паѓето значи дека може да собери повеќе бродови на исто место, да не правиме еден влези, друг излези, пак влези, пак излези. Купањево сега што се прави овде во Охрид малку, затоа што веќе сезона и реално не можеше повеќе. Меѓутоа Свети Наум ми се чини, вчера бев јас баш да видам, и Свети Наум веќе ќе биде така, доста солидно ископано и со што ќе се придонеси и за безбедност, и за услови, и за одмор на екипажот наш. На Охридското езеро пловат 6 патнички бродови во моментов со капацитет до 150 патници. Бродските крстарења се една од најатрактивните туристички понуди на Охрид. Копањето на наносите од песок и повремените парцијални санации на оштетување на пристанишниот зид не го решава проблемот за паркирање на се поголемиот број пловила. Потребна е надградба на пристаништето, нешто за кое се апелира и се ветува од надлежните повеќе од една деценија наназад. До пред 20 години Охрид имаше еден брод кој што беше оперативен, пловеше. Сега има 6 бродови, ќе има и 7 од година, и 8 ќе има. Значи, нема услови веќе. Значи, ние сме го направили нашите, како собственици на бродови, како туристички работници, ние сме направили доста. Значи, овие бродови не се само наше лично богатство, ова е туристичка понуда. Сега наред државата да направи нешто. Нешто многу повеќе од копање. Има технички решенија, има да не навлегувам. Ама треба да се затвори, да се прошири, да можеме и подобро да оперираме и да бидат бродовите заштитени на зима, кога има невремења. Тоа што 8 бродови на Окаво пристаниште, тоа е катастрофа. Ние возиме претежно постари луѓе. Западњаци, германци, норвежани, не знам. Се качуваат преку 3 брода.
Тоа е катастрофа. Невидена се чудат. Покрај проширување на пристаништето кое е претесно за бродската флота, неопходна е изградба на марина на друга локација за едрилиците кои ги има во се поголем број. Едрилиците да бидат посебно. Ето, за пример да ви дам, овде од оваа страна, ако снима снимателот ваш, да видите. Тука идат бродов, треба да се паркира меѓу 2-3 едрилици. Денес е северен ветар, нека се паркираат некој место мене, ако мојте. А да не оштетите едрилица, многу сме наблизу. На градското пристаниште, кое датира од далечната 1937 година, му се посветува многу малку внимание преку инцидентни парцијални санации и додека со годините и со секое ново невреме кое ќе го зафати Охрид, оштетувањата на објектот стануваат се поголеми, надлежните со децении не преземаат посериозни зафати за негова реконструкција и неопходна надградба. Министерството за здравство сака да слушне за негативните искуства на граѓаните со здравствениот систем. Граѓаните можат секоја забелешка, жалба од функционирањето на здравството, недостапна здравствена услуга или злоупотреба на клиниките да ја пријават на веб страницата на Министерството. Пријавувањето е анонимно, но граѓаните може да остават лични податоци како телефонски број или имейл адреса, доколку надлежните имаат некои прашања да ги контактираат. Постои можност кон пријавата да се приложат и фотографии и документи како докази. За ваквата новина информираше денеска министерот за здравство Азир Алиу на брифинг со новинари. На крајот од секој месец предвидено е јавно да бидат објавувани податоци во кои јавни здравствени установи колку и какви неправилности биле пријавени од страна на граѓаните. Децата од Вевчани се забавуваат во новиот детски забавен парк во центарот на општината. Изминатиот период во најмалата општина во земјава силно се инвестираше во подобрување на патната инфраструктура и енергетската ефикасност. Вевчани го доби првиот детски забавен парк. Паркот е во строгиот центар на општината и се протега на површина од 200 метри квадратни, направен според сите стандарди, со гумена подлога, нишалки, лизгалки и други детски реквизити. Детскиот забавен парк, собиралиште за децата и родителите, е реализиран со инвестиција на владата, средствата обезбедени преку првиот повик од така наречениот унгарски кредит. Еден од, така да речем, највозбудливите проекти што го реализиравме скоро е детскиот забавен парк, што мене ми е посебно драго, бидејќи е на барање на најмалите вевчанци. Така. Тоа е место каде што сега можеби е во самиот центар на Вевчани, многу посетено место. Претежно го посетуваат младите, значи забавниот парк е за деца до 7 годишна возраст. Уреден е по сите стандарди, безбеден е за децата и е посетен многу често. Изминатиот период во општина Вевчани силно се инвестираше во подобрување на патната инфраструктура. Се подготвуваме за едно модерно Вевчани и сега по вториот повик исто имаме 5 улици за реконструкција. Се надевам многу скоро време ќе почне и таа реализација и преку Светска банка имаме исто една улица од 300 метри за реконструирање, така да во нареднава 5-6 месеци мислам дека над 60-70% од улиците во Вевчани ќе бидат реконструирани. Првата зелена општина во земјава инвестира и во енергетска ефикасност. Општината обезбеди грант за зголемување на капацитетот на постоечкиот фотоволтаичен систем за производство на електрична енергија за сопствените потреби на детската градинка. На сите објекти во општина Вевчани, што се во владение на општина Вевчани, има фотоволтаици. Сега последно, преку Министерството за локална самоуправа, обезбедивме појачување на фотоволтаиците од 4 киловати на 40 на детската градинка, бидејќи таму поставивме веќе топлотни пумпи минатата година, така да се надевам дека многу поефикасно ќе биде и еколошки загревањето на детската градинка во наредната грејна сезона. Изминатиот период во Вевчани е извршена комплетна реконструкција на главните сообраќајни улици. Јавната установа Национален парк Галичица, согласно препораките на владата и поради зголемената опасност од шумски пожари, воведува мерки за контролирано движење низ шумските подрачја.
Овие мерки имаат за цел да ја заштитат природата, да спречат пожари и да овозможат безбедно уживање во паркот за сите посетители. Својата посета за движење низ шумите на Националниот парк Галичица можете да ја пријавите со пополнување на формуларот прикачен на веб страната на установата, со што по регистрирањето ќе добиете автоматска имејл потврда, која треба да ја зачувате и да ја прикажете на овластено лице. Инаку целосната забрана за движење во шумите и шумското земјиште со кои стопанисува јавното предпријатие Национални шуми е на сила до 31 август 2025 година. Пензионираните пилоти на Ер трактори и ова лето ќе бидат ангажирани за гаснење пожари. Ветераните Арсовски и Михалчев и минатото лето беа клучен дел од противпожарната операција низ цела Македонија. Двајцата пензионирани пилоти на ертракторите од вчера повторно се на располагање на Дирекцијата за заштита и спасување откако потпишаа договор за ангажман со институцијата. Од Дирекцијата велат дека со ангажирањето на пилотите, авионите на Дирекцијата ќе бидат оперативни за гаснење на пожарите на отворено. ВД директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов вчера потпиша договор за ангажман на двата пензионирани пилота за противпожарни авиони Ер трактор Стоје Арсовски и Васко Михалчев, информираа денеска од Дирекцијата. Оттаму исто така велат дека вториот авион на Дирекцијата се очекува за кратко време да биде вратен од редовниот сервис во Австрија. Инаку двајцата пензионирани пилоти на Ер тракторите и минатата година беа ангажирани да интервенираат во гаснење на пожарите. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков денес оствари протоколарна средба со амбасадорот на Република Ирска Брендан Ворд. На средбата се разговарало за актуелни политички теми и престојните локални избори, за активностите кои општина Охрид ги превзема согласно препораките од УНЕСКО, за туризмот, како и за други области во кои би можело да се оствари соработка. Соговорниците ја потенцирале важноста од културната размена, како и можностите за гостување на ирски уметници во Охрид во рамки на фестивалите кои се одржуваат во летниот период, информираат од локалната. Охријанката Данче Наумовска 4 век создава уметничка бајка од бакар. 25-годишното уметничко творештво со бакар Наумовска ќе го одбележи со јубилејна изложба насловена како приказ на животот преку виното, која ќе биде отворена во петок 4 јули од 19 часот во гимназијата Свети Климент Охридски. Присутните преку нејзините дела ќе можат да уживаат во една уникатна визуелна приказна за животот представена низ символиката на виното, природата и бакарот. Данче Наумовска е единствената жена која создава врвни уметнички дела и накит од бакар. Препознатлива е по уникатната техника, цртање и боење на бакар. Една сервисна информација. Јавното предпријатие Билјанини извори информира дека летниот базен Атина Бојаджи официјално ќе започне со работа утре, 3 јули 2025 година, со почеток во 9 часот. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатно.